Добро. Поштовани пратеници, да посакам на почеток успех во работата на сите кои што сте присутни тука и да ова собрание носи добри закони и добри одлуки во корист на граѓаните и еднината на Македонија. Денешниот предлог кој што го имаме тука пред нас за избор на претседател на собранието е практично плод на политичкото договарање и на коалицијата која што ја слушнавме и се обзнани некаде пред 2 дена и затоа би сакал малце повеќе прво тоа да го искоментирам, а после тоа и околу самиот предлог. Оваа коалиција, која што е коалиција во најава и коалиција на, би рекол, продолжеток, е коалиција на лагата. Кога се оди на избори, сите ние, најголем дел од нас овдека, ова не ни беа први избори, одиме, се среќаваме со луѓето, разговараме, даваме наши предлози, концепти, што ќе работиме во 4-годишниот мандат и даваме ветувања. И она што е многу битно, треба да држиме до ветувањата и да држиме до дадениот збор, за да имаме образ пак да се појавиме. Јас сметам дека лично тоа секогаш сум го правил, бев пратеник тука во собранието, по одлучив 2016 година да не се кандидирам и сметам дека го задржав образот за да можам да се кандидирам во 2020 година и еве да бидам повторно избран за пратеник. За жал, мислам дека мнозинството кое што се потпиша на оваа кандидатура денес го губи образот. Затоа што едните во кампањата зборуваа дека ќе прават друг вид на коалиција доколку победат, мислам на СДСМ и нивните коалициони партнери, и дека ќе го пуштат дуи во опозиција, а вторите зборуваа дека ќе направат коалиција единствено само и доколку добијат свој кандидат за премиер, односно за претседател на владата. И едните и другите на тој начин добиваа гласови. Оние кои што се разочарани од владењето на ДУИ, кој што е најдолговечно во Република Македонија, со исклучок на 2 години трае од 2002 година, гласаја за СДСМ и за нивните коалициони партнери, а оние другите кои што се надеваат дека ДУИ може да предложи кандидат за премиер, гласаат заради тоа ветување. Денес и едните и другите гледаат дека биле излажани, со што целосно се губи легитимитетот на овој парламентарен состав, односно на мнозинството во овој парламентарен состав, затоа што едно се зборуваше пред луѓето, а друго се прави. Веројатно луѓето да го знаеа ова што го правите денес, немаше да ви ја дадат поддршката. Она што исто така е проблематично во оваа коалиција е понатамошното функционирање на ова собрание, со кое што најверојатно ќе председава господинот Талат Џафери, имајќи предвид јасно изразената мнозинска волја на оние кои што го поддржаја. Имено Република Македонија се наоѓа во период на очекувања конечно да почнат преговори за членство со Европската Унија. После бројни години чекање на фамозниот датум за почеток на преговори и после бројни ветувања од владеачката коалиција СДСМ ДУИ во претходниот мандат, имено многу работи знаеа за Европската Унија, ама не знаеа да кажат на кој датум ќе почнат преговорите за членство во истата. Но доколку тоа се случи, се поставува легитимно прашање како е возможно собрание со минимално мнозинство од само 62 пратеници, прилично дивергентно внатре, со голем број на различни политички партии во истото, ќе успее да го носи товарот без потребниот диалог, кој што не го гледаме на самиот старт на овој парламентарен состав. Почетокот на работа на овој парламентарен состав јасно кажува дека диалогот не е императив за било кого од владеачкото мнозинство. Како што не е императив ни дадениот збор кој што претходно го споделив и го споменав тука со вас. Логично се наметнува заклучокот дека ако дадениот збор не е императив, тогаш е веројатно нешто друго. А власта секогаш се освојува заради две работи.
процент на луѓе освојуваат и се борат за истата за идеали, а поголем процент, за жал, за интереси, и затоа граѓаните ја доживуваат така како што ја доживуваат. Ако идеалите од ова парламентарно мнозинство се закопани, а се закопани затоа што се спротивни на ветувањата кои што ги слушнавме во целиот предизборен период, тогаш тоа значи дека ова ќе е владеачко мнозинство на интересите. Интересите кои што ги гледавме и во изминатиот тригодишен период. За да работат разни струмички фирми во РЕК Битола, во ова собрание се носеа закони по скратена постапка. За да се избере соодветен подизведувач за патот експресен од Градско до Прилеп, не се изгради истиот, затоа што изведувачот не сакаше да се согласи со криминалните тенденции на претходната и, веројатно, идна власт, и затоа истиот го нема. За да се стават други подизведувачи, не се изгради и автопатот Кичево Охрид, исто така заради криминални тенденции и интереси, како што не проложи да се гради ни патот, автопат, од Штип надолу кон Радовиш и кон Струмица. Заради исти криминални тенденции и интереси не се репарираше железницата во Македонија, нити видовме други поголеми инфраструктурни проекти. Се ветуваше големиот проект за изградба на железница кон Бугарија, видовме дека германскиот изведувач од истата се повлече. Што само зборува дека она што беше правило во изминатите 3 години, многу е веројатно да очекуваме да проложи во следниот 4-годишен мандат, како што ветува Заев, а јас мислам во следниот 4 до 6 месечен мандат, како што очекувам да биде, а тоа е криминалот да цвета, а економијата да тоне. Тоа е реалноста што можеме да ја очекуваме од оваа власт. Кога ќе ги закопат идеалите, тогаш на сцена стапува криминалот и корупцијата, и верувајте, ќе зборувам нешто повеќе за ова кога ќе дојде предлогот за избор на влада. Ова ќе е влада со најкраток мандат во историјата на нашата држава, затоа што луѓето, граѓаните не се ни глупави ни наивни, гледаат и знаат што се случува, и таа влада нема биде соборена овдека, нити во оваа сала, нити во салата долу на приземја. Таа влада ќе биде соборена на улица, низ едни големи, масовни демонстрации, кои што ќе бидат демонстрација на незадоволството на народот кој што беше излажан на овие избори. Тоа е она што ќе се случува во следниот период, и затоа ова, како што кажав, ќе е влада со најкраток мандат во историјата на оваа држава. Ќе застанам тука. Веројатно сите кога се гледате во огледало, се ги повторувате говорите кои што ги имавте во кампањата, и затоа денеска немате лице ни еден од вас да се јавите за збор и да кажете зошто ова е добар предлог. Знам дека е тоа тешко, знам дека е непријатно, постоиме и такви кои што си го задржавме образот и ќе го држиме и во иднина. Благодарам на сите.